Се наоѓаме во студиото на Слободен печат и денеска ќе разговараме со еден гостин со кој што имаме убав повод да најавиме убав настан. Се работи за еден од оние кои што музичари кои што се уште траат и ќе траат, се надевам, уште долго. Горас Чаповски го познавате како еден од оние кои што го формираше Мизар и оние кои што се уште творат на тема Мизар. Концертот кој што ќе се одржува на 3 април во Македонска филхармонија е доказ за тоа дека и тоа како рок-н-ролот знае да одржува во живот и знае да живее долги години. Она што го спомнавме и на почетокот кога се видовме. Горас, добре дојде во Слободен печат. Добро ве најдов, фала на поканата. Се надевам дека ќе најавиме нешто кое што ќе ги оправда оние работи кои што ќе ги кажеме како најава, тоа дека ќе биде уште едно убаво доживување за сите оние кои што сакаат квалитетна македонска музика, музика која зборува за вистинските вредности. Најдоброто од Мизар, Best of Мизар, кое што ќе се случи на 3 април и ќе има и свој гости. Да. Ајде за почеток да кажеме кој се ќе има на сцената и како тоа Мизар во едно акустично издание ќе го види публиката. Па пред се и ти кажа 45 години од сите албуми ќе се свири материјал. Тоа е најдоброто од сите баш буквално албуми по 2-3 песни. Не е акустичен концертот. Концертот е у 7 откровение, рок постава што сме денеска со Теодосиев, со Нико Ѓорѓиевски, новиот пејач. Така што со Сајзери не е амплакт концерт, само во таква. Да, ама ќе биде поамбиентален, така малце помистичен, поритуален. Во тој аспект ќе биде, ќе има малце промени, нема да биде како на пример кога свириме на отворени фестивали. Кај што се рока многу поеше, сега ќе биде така по-тивкичко. Направивте веќе тивкичко, мистично, поритуално, така ќе биде. Направивте веќе проба, слушнавте како ќе звучи? Имаме, да, веќе углавном свириме. И гости стандард ќе ни се хармосини, што им веќе имаме соработка многу, тој црковниот византиски хор, начело со професорот Ристо Солунчев, професорот доктор. Да. И Тања Царовска ќе отпее неколку песни и Тања Тас ќе отпее. Исто сме соработувале со Тања Тас на многу албуми. Пеела сме соработувале така. Важно да кажам, не е амплакт. Не е амплакт, добро. Не е акустичен, свирахме пред 2 години акустичен, не е акустичен. Беше негде кај во мај исто така, сеќавам, баш тоа пролетно убаво време. Сега другаче, помодерен звук, така што углавном ќе е таа мистично-ритуална мизаровска компонента. Автентичниот звук на Мизар. Секако гитари со Сајзери. Така. Она што е интересно е дека многу различни луѓе се сменија во Мизар низ годиниве. Дали секој нов член носи нова енергија? Се сменија и држави, и све, да знаеме кај ќе завршиме, тоа е друго прашање. Почнавме една држава, па продолживме, па трета, па четврта се зафркаа. Така. Музиката е универзална работа. Апсолутно. Меѓутоа, дали носи нова енергија или нема врска? Нова енергија, да, сите промени си носат нова енергија. Можда и тоа е проблем наш. Менувавме многу постави, ама Зошто проблем? Па така, друго е кога ќе се навикнат на еден звук. Не е битно, тоа е прашање што треба да го дискутираме. Например, со секоја нова постава, нов звук, нова свирка, нова... Друго е кога има еден бенд, например, истото го свири, 400 години, 400 истите, например, AC/DC од прва до задња песна. Ние со секоја промена, нов звук, ама така испадна. Ама добро, тоа, види... Извини, се променува. Почнавме на радија да свириме во 81-а, па сега на мобилен правиме песни, знаеш. Да, се менуваат. Технологија многу се смени, не знам дали се погоди таа наша генерација, стварно. Почнавме во 81-а, ја Панта, Вртев и Игалј, буквално имавме на радија, свиревме у радио, ја гитарата, Вртев исто микрофоното радио, Панта на едни бубњеви, гамати, не знам од кај ги најдовме. Така што денес, знаеш како, многу технолошки огромни промени. Да. Ама и супер што ги следите, бе, Гораст. Убаво, помага. Многу помага. Не можам да кажам, углавном, што зборат вештачка интелигенција со семплери, ние у 90-ти кога почнавме, тоа е вештачка интелигенција, семплери, да се семпла вокали. Да, за тоа време тоа е. Ја знам, ја кога го купив семплерот, така и то Кирил Ѓајковски го имаше и он
и да ми покаже како. Ја гледам вокал, види што ќе правиме. Вокал го ставаш во семплерот, 93-та збора. И правиш со семплерот што сакаш да правиш. Мислам, тоа помага, не треба да се злоупотребува. Сепак уживо нема со семплер да свириш. Така. Ама се добро. Се студио знаеш што прават, не треба знаеш да пееш, па све, ама да не одиме до таму, не е тоа. Не е поентата тоа, така. Не е поентата, поготоа кај нас не е поентата. Кај вас не. Музика која што ќе може потоа да се свири во живо, нели? Тоа е поентата. Дефинитивно. Ако не може да ја отсвириме во живо, тогаш нешто сме утнале работа. Да, па гледам ја веќе, што прави продукции, например, тоа има фрапантни работи таа. Феноменално. Знаеш како звучи тоа ја пред 10 години имаше Стив Джобс, или не знам кој вика, прва работа у вештачка интелигенција ќе изгубат продуцентите на музика. Не може човек така да продуцира. Не знае да компонира уште, ќе видиме, тоа не се знае. Ама продукција, тоа така нормален човек, Нели? Норма не може. Ма не е фантастично, тоа звучи совршено. Невидено. Глава боли, мислам. Не, глава боли, што да ти кажам. Знаеш, ти си приметила, многу луѓе приметиле тоа, ама сега здравје. Одиме напред. Одиме напред, ама тоа пак ќе кажам, пак се враќаме на тоа Горас, дека тоа треба да се отсвири, брате. Тоа треба да се влезе и да го отсвират музичари. Затоа што ако само го слушаме, какви вештачка интелигенција, какви кавери, блуз кавери, рок кавери на... И луѓе не ни приметуваат. Не можеш да приметиш, тоа стварно. Тоа е тоа, ајде, напред. Секој се во нови победи со нови снаги. Да, ама јас верувам во тоа дека духот на музиката се чувствува кога ќе ја чуеш музиката одсвирана од живи луѓе. Секогаш пее, на пример, Елвис Присли кога свира Битлс, пее Елвис Присли, еден микрофон, студио тога 4 канално, па како звучи Присли, например. Ќе пуштиш Рета Френклин тие солот, пее, ти глава боли и тоа. Па каква душа тоа има, и ние денес не можеме тоа да го. Оти кај нас си спомнеш аналог со дигитал, во главите ние да ти кажам вака. Не си спомеша многу работи, што така, знаеш, ние навикнати на аналог, па после дојде дигитал, па сега супер дигитал со вештачка, така што... Ете, ќе пуштам Рета Френклин, тоа сол на времено, или блуз, тоа звучи исто паника. Колку душа има чуда едно. Или оние наши неуматава снимани, Сариевски, Мариевски, тие, топло, убаво некако. Да, друг звук има. Чувате касети? Чуваш уште касети од времето? Не, ништо. Не, плочи продавав на времето, кога сите продававме се. Да. Што ни остана и тоа. За жал. За жал, да. Па нели? Криво ми е. Тоа е историја. Кој да знаел? Да. Да сум знаел, ке сум собирал онака. Да. Ама добро. Револуција беше она што вие го направивте на времето 80-тите на вистина, и не за џабе велат дека 80-тите се златни времиња за музиката. Токму тогаш и се појавивте и едни од оние ретките кои што на таа ексиус сцена застанавте со македонски јазик, на македонски јазик, музика која што беше проблематично, малце, ама да не го збориме. Да, ајде ќе го збориме. Ние вапреска зборено е 100 пати. Зборено, да. Ама, беше нешто кое што на вистина ве одвои од другите, од толпата, нели? И ова е нашата музика. Целта беше уште кога правевме, например, кога ги слушаш, еве Зепелин, например, што има кај ни влијанија. Фолклор англиски од 14-15 век, тоа Джими Пејдж што ги свири со тие Плант што ги свира. Фолклор, госпел, црковна музика, бапнато со бука, со ноиз, рок бенд. Тоа кај нас што беше фолк, македонски фолклор, госпел од Византија. Тоа се нашите влијанија, само ги прештекуваш. Да. Истото, баш буквално. Нирвана свирија на акустичо фолк, ќе биде ко фолк музика, баш тој амплакт, што има феноменален концерт на MTV. Тој баш звучат на моменти, тој како Хилбилис, онака, како ние од Тексас, од Аризона, квичи, не знаеш. Ама не се бега од тоа. Па не, убаво, за тоа му е влијанието, знаеш. Да. Тоа се корените, тоа се кодови некои кои што ги имаме, зошто би бегале, зошто би сакале да звучиме како нешто што не е наше. Така, точно. Не викам дека е сега тоа погрешно, да не сватат пак дека. Не, Тамара, Да не се чепкаме. Добро. Ајде виште малку да се вратиме на концертов. Нели поентата е да ги повикаме луѓето
сигурна сум дека оние кои што ги сакале и слушале Мизар ќе дојдат и ќе ве чујат. Што правиме со нова публика? Не, имаме ние нова. Имаме оваа постава, Да. крш правиме со од Браво. кога дојде Драган Теодосев и Нико Ѓорѓевски. Браво. Кај да свириме, фрапантно е тоа. Имаме вокал, можам да кажем Фреди Меркюри, слободно. Имаме бубњар, тие двајца се гениалци, можам да кажем, ако ги... Ние не сме старите, да тие двајца морам да ги пофрам. Да. Драган Теодосев бубањ и Нико Ѓорѓевски. Браво. За хармосини не прамуваме, да, ама овие двајца се... Да. Кај да свириме нова публика, Па тоа. многу имаме нова Тоа, публика. тоа е Сега многу свиревме важно. ние, сегде свириме. Така. У Екс, у Загреб и сегде, многу има нова публика. И тоа Оваа е важно, постава, да. оваа постава. Да, тоа е важно, да младите луѓе да не само да чујат што сте правеле, него да се навикнат на овој звук, да сакаат да го слушаат. Така што супер. Драго ми е, женски вокали или машки вокали, Горест? Кога веќе мораш да... Ја сакам женски, ама не ми се трефна у животот. Тука Да? многу. Ја многу сакам женски вокали, правев у Кисмет, другиот бенд Dreaming, Да. Демик, такви работи. Еви Авалон, баш тој албум ми го издадаа Dreaming. Да. Сакам женски вокали, ама не знам, ми се фати нешто Мизаровско, што мора машки вокали. Да, таму Така лежи ти е. повеќе. И мора вокал да има, Да. знаеш, иначе ја сакам инструментална музика, ама тоа ти е. Краток е животот, знаеш. Ама и ние, па не знам, некако и мрзливи сме, не знам што е да се критикува. Многу има работливи луѓе снимаат по 100 албума. Не знам кај нас како се погоди. Турни ме да кинин сам, кој што вика баба, не знаеш, динг, па еден албум 100 години. Не оде така. Па добро, да. Да, Искрено морам критика да си дам се што. Има работливи луѓе, знаеш, снимаат нон-стоп, работат нови песни, работат како. Така. Бови има 100 албума, например. Што да ти кажам? Да. Не му било и него лесно у животот, се ако шо. Да, као нема животот оправдување, кој да. животот, знаеш, носи падови. Свашта се дешава у животот сега. Така да, значи повеќе си за нова музика отколку реобјава на стари материјали. Има ли Нова ни е поен? Па има нова, да, како Да. бе нема поента, има поента. Па тоа викам. Да. Некои луѓе, знаеш, онака направивме нешто и сајде правиме реобјави на албумите. Чуму. Да. Мислам, сме ги Не чула. се така да. Да, вака во живо, нели да се потсетиме Добро, да. концертно, да, меѓутоа реобјавување на албуми, дај да чуеме нешто ново. Да. Па добро, јас мислам дека е доволно сега ова така, да те заголица и да правите уште многу музика. Иако не е едноставно. Колку нема да чепкаме политика, меѓутоа колку општествените услови дозволуваат тука да обстане еден рок бенд? Дозволуваат сегде сега, плюс се е дигитално време, знаеш. Можеш полесно да ги пласираш, иако има огромна конкуренција, ама веќе го имаш YouTube, сепак е медиум. Како не, огромен. Порано да имавме вака, полесно ќе беше, ама од друга страна па има и многу информации, тоа па одзема, ама може да се обстои. Така. И она што исто така ме радува е тоа што свирите надвор од Македонија, нели не сме тука заглавени. Бренд кој што и тоа како значи и надвор од границите. Добро, ја ти кажам, сега светот едно село, Да. лесно се пласира, мислам. Да. Тоа ќе до буквално интернет ги руши сите бариери. Гледаме на било кое поле. Така е. Гора, што е следно после концертов? Ќе видиме да заврши концертов, крајно во секој случај Да. нов албум, Да. се спремаме тоа нови песни, тоа не Добро, најде. тоа е важно. Со таа постава исто? Да, со оваа постава. Одлично. Благодарам многу на гостувањето, посакувам убав многу концерт. благодарам и вас. Секако тука сме секогаш за се што прво сме фанови пред се, потоа и поддршка. Се гледаме на концерт 3 април Македонска филхармонија. Така е. Па уште еднаш. Пријатно. Вам ви благодарам како и секогаш останувате со слободен печат.